Почитувани, добро вечер. Вечерва разговараме со Фросина Стефановиќ, секретар на Општинската организација на НСДП Куманово. Добро вечер, благодарам што одвоивте време за гостување во нашата емисија. Така, ви благодарам и јас на поканата. Чест и задоволство да се биде гостин во вечерашнава емисија. Поздрав до сите гледачи на Телевизија Плюс и граѓаните на Куманово. На неодамна одржаната изборна конференција на вашата партија во Куманово бевте назначена за нов секретар на партијата. Што ве натера, колку време сте вклучени во политиката и слично? Така. Кон крајот на ноември минатата година, поточно 27 ноември, во просториите на Занечискиот дом во Куманово ја државме нашата четврта поред општинска изборна конференција, на која што беа избрани новите органи кои што ќе управуваат и раководат со партијата во периодот наредните 4 години. Во присуство на голем број делегати, членови и симпатизери на Нова социјалдемократска партија, присуство на партиските органи, представниците од политичките партии на локално ниво, представниците на медиумите, ја одржавме изборната конференција на која што беа избрани новите органи. Инаку во Нова социјалдемократска партија сум од самото основање на партијата, значи декември 2005 година, кога на политичката сцена во Македонија се појави идејата за формирање на еден нов политички субјект. Пред мене беше исправен предизвик од Нова социјалдемократска партија, во кој што препознав можност и област во кој што ќе можам да работам, да се докажувам и да се надградувам себе си, пред се и со своето работење и активност да придонесам за развој на средината во која што живеам и работам и пошироко секако. Инаку за секретар на Општинската организација сум избрана на првата конститутивна седница која што беше одржана по одржување на изборната конференција согласно одредбите од статутот на нашата партија, кој што предвидува дека секретарот на Општинската организација се избира од редот на членовите на извршен одбор. За нов председател на Општинската организација на партијата е назначен Благојче Јакимовиќ. Кои се очекувањата од новиот председател кој партијата ќе ја води во Куманово 4 наредни години? Така. За нов председател, како што рековте, е избран Благојче Јакимовиќ, кој што доби поддршка и мандат од делегатите да раководи и да управува со партијата во периодот од наредните 4 години. Од председателот, како млад, амбициозен, човек со изграден политички став, очекувам дека доследно ќе ја спроведува партиската програма, активно ќе работи и ќе презема активности во правец на зајакнување и зацврстување на општинската организација, подигање на истата на едно повисоко ниво, преку вклучување и повикување на нови членови и нови кадри кои што ќе придонесат за активирање и развој на самата општинска организација, зајакнување на местните организации кои што ги имаме формирано на територија на град Куманово и секако формирање на нови, во оние делови, значи каде што немаме основано местни организации, секако одржување на постојани средби со членовите, со симпатизерите на нашата партија, со граѓаните. Значи во еден збор, работа и само работа, чии што резултати секако дека ќе следат во наредниот период, односно на првите избори кои што не очекуваат во скоро време. Како помина целиот избор, ве избрани извршен надзорен одбор? Така, имаше ли незадоволни, може би, слично? Така, па, знаете како Нова социјалдемократска партија, значи партија која што се залага за демократија на највисоко ниво, така и овој пат, значи секој член има право и слободата на говорот и правото на изразување секогаш се почитува и е запазено. Така и овој пат, значи секој имаше право, значи да даде свое мислење, став во однос на предлозите кои што беа дадени најнапред во однос на членовите на извршен, надзорен и председателот на партијата. Избрани се 14 члена на извршен одбор и 5 члена на надзорен одбор и председателот. Самата општинска изборна конференција помина во една навистина пријатна, свечена атмосфера, без никакви противречности, без никакви недоразбирања, туку напротив, целиот избор беше на општо задоволство на сите присутни. Актуелниот председател во моментов е единствен советник од вашата партија во Советот на општина Куманово. Како се задоволни, како ги брани интересите на НСДП во Куманово, но и генерално како гледате на работата на Советот како орган? Така. Да, значи нашиот председател Благојче Јакимовиќ е наш представник во Советот на град Куманово. Имаме изградено еден навистина коректен и отворен однос во однос на
со една целосна доверба во однос на прашањата, ставовите, мислењата кои што во нивното презентирање и застапување од негова страна преку заземање на еден заеднички став, на едно елаборирање и пристапување на прашањата и на проблемите кои што се предвидени како такви на дневен ред на седницата. Значи, и како индивидуалец, и како поединец, и како општинска организација сме целосно задоволни од неговата позиционираност, од неговото застапување и од неговиот ангажман кој што го дава во Советот на град Куманово. Инаку, новиот начин на работењето на Советот на град Куманово, односно преку директното пренесување на седниците на Советот на град Куманово, значи, граѓаните имаат непосредна можност директно да бидат вклучени и да следат работата на советниците, на седниците, значи, за нормално дека тоа представува едно место каде што советниците на најдемократски начин ги изнесуваат своите ставови и мислењата по однос на одделни прашања или пак се спротивставуваат на она што значи спротивност од нивното мислење. НСДП е во коалиција со СДСМ, партија која во моментов управува со државата, но и изминатиот 28 години со Куманово. Доколку се насочиме на Куманово, се согласувате ли со сите проекти кои што се реализираат и слично? Така. Значи, Нова социјалдемократска партија како дел од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, уште во предизборната кампања настапивме со една програма, која што предвидуваше развојни проекти, мерки, активности насочени кон унапредување на животната околина, стандардот, квалитетот на живење на граѓаните на град Куманово. Таквата програма беше препознаена и доби мандат и поддршка од граѓаните на Куманово. Се согласуваме и целосно ги поддржуваме, значи, проектите кои што како такви беа предвидени и чие што реализирање е во тек и чие што реализирање на она што во досегашниот период не е изреализирано, допрва следи. Се промени ли нешто во Куманово откако државата ја води СДСМ? Имаше ли според вас доволно вложување? Така, значи, со промена на власта, односно со доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на власт во Република Северна Македонија, настана одредени промени кои во одредена мера ги задоволија очекувањата на граѓаните. Реално промените кои што ги очекуваме или се најавувани, не се одвиваат можеби со очекуваното темпо, меѓутоа за тоа секако дека има објективни фактори кои што влијаат на брзината, на темпото на развојот и на воведувањето на таквите промени. Можеби па и нашите очекувања беа во одредена мера и поголеми. Секако дека промените кои што настана со смената на власта, внесени преку најразлични нови законски решенија или пак измени и дополнувања на веќе постојните решенија, секојдневно, значи, се чувствуваат и граѓаните тоа може да го почувствуваат и се видливи преку разните проекти кои што секојдневно се спроведуваат. Значи, има промени, меѓутоа секако во овој момент сметам дека треба да се стави акцент на некои од таквите настани, значи секако е решавањето на состојбата и статусот на стечајните работници. Значи, проблем кој што се провлекува години и години наназад, меѓутоа еве сега успеа, значи, да го решат и статусот на овие луѓе. Мора да го имаме во предвид и фактот дека Куманово како општина, значи, имаше најголем дел од голем број од стечајните работници беа токму од нашиот град. Понатаму, зголемувањето на платите на здравствените работници секако е потек, односно промена за пофалба, валоризирање на трудот кој што здравствените работници го вложуваат, зголемувањето на платите на просветните работници, исто така, значи, образованието како еден сегмент, односно носечки столб во државата, од кој што се продуцираат младите кадри, понатаму, зголемувањето на пензиите, секако на пензионерите,
зголемувањето на платите на целата администрација, пакетите на закони од областа на социјалната заштита, секако, значи низа на промени кои што сите заедно, значи успеваат не само да ја подобрат сликата на граѓанинот сам за себе во Република Северна Македонија, туку се подобрува и сликата и имиџот на кој што Република Македонија го стекнува и го добива на меѓународна сцена. Секако за пофалба, да. Може ли да кажеме дека во Куманово има инфраструктурни проекти? Така да, значи, како што пред малку споменав, коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз во предизборието настапи со една програма во која што беа вклучени, односно беа планирани низа на такви проекти, односно од инфраструктурен карактер. Сведоци сме дека секојдневно се преземаат активности и мерки со цел за реализирање на времено и ефикасно реализирање на ваквите инфраструктурни проблеми. Изградбата, реконструкцијата на патните површини, на улиците, поставувањето на тротоарите, значи тампонирањето на улиците не само во централното градско подрачје, туку и во урбаниот дел, мислам, туку и во приградските населби и руралните средини. Понатаму одржување, односно изградба и реконструкција на водоводната мрежа, канализацијата, гасификацијата исто така на град Куманово, значи како еден проект кој што заслужува пофалба и навистина со успех се реализира. Понатаму кружниот тек како едно навистина одлично сообраќајно решение кое што се покажа како одличен потек во правец мислам и со цел за намалување на сообраќајните гужви и метежот на кој што секојдневно сме сведоци во сообраќајот во градот, особено во одредени периоди од текот на денот, значи кога тој метеше во поголем обем и слично. Според вас на кои проблеми треба да се насочат надлежните, кои се забелешките на граѓаните кои што пристигнуваат до вас? Така, значи она на што ќе искористам оваа можност, значи да потенцирам дека сметам јас како граѓанин, значи на град Куманово, дека решавањето на сообраќајниот хаос и метежот кој што се создава во градот е секако проблем кој што се провлекува со време и на кој што секогаш е потребно да му се обрне внимание. Значи мерките и активностите кои што се преземаат секако дека допринесуваат за негово намалување. Значи сведоци сме на секојдневно проширување на сообраќајните површини со цел да се за нормално и непречено одвивање на целокупниот сообраќај, изградбата на тротоарите, изградбата и лоцирањето на автобуските постројки, значи со цел за непречено слегување и излегување на патниците од автобусите. Понатаму паркинг просторот исто така како решение кое што е неопходно потребно да биде решено, се изнаоѓаат можности и начини за негово зголемување, се со цел значи да бидат задоволени потребите на граѓаните, како на оние кои што живеат во централното подрачје, така и на лицата кои што гравитираат околу градот, кои што го користат возилата секојдневно во сообраќајот. Исто така, како прашање значи на кое што заслужува посебен акцент, односно на кое што сметам дека треба да се преземат повеќе мерки и активности, секако е загадувањето на животната средина и загадувањето на воздухот. Значи се преземаат мерки и по однос на двете прашања, меѓутоа според мене значи тоа се некои во моментов две актуелни прашања за кои што навистина заслужуваат значи особено внимание. Веќе го споменавте загадувањето, изминатиот период беше одржан и протест. Сметате ли дека доволни беа мерките кои што ги презеде државата, но и општината за решавање на овој проблем? Така. Значи загадувањето како глобален проблем се среќава не само во нашиот град и во нашата држава за жал, туку и во целиот регион. Особено ова е прашање кое што добива на својот интензитет во овој период од годината, кога загадувањето е во поголем обем и поголем степен. Значи мора да признаеме дека државата и општината преземаат мерки се со цел за надминување и за решавање на овој проблем.
Тоа е проблем за кој што се дискутирало многу пати досега, значи на многу настани помеѓу многу субјекти, соговорници, се со цел да се изнајде решение, начин за анулирање и за надминување на овој проблем. Аеросолизацијата, миењето и чистењето на сообраќајните површини, законските одредби кои што предвидуваат казни во однос на субјектите кои што вршат загадување на воздухот преку повиците на надлежните органи до граѓаните, да не се користат за затоплување на домаќинствата на различни предмети од типот на гуми, пластика, делови од мебел. Значи, пошумување, засадување на нови зелени површини, садници, сето тоа се мерки кои што допринесуваат за надминување на овој проблем. Меѓутоа мора да бидеме реални и да сватиме дека сите ние како индивидуалци допринесуваме и придонесуваме, значи во поголема или во помала мера во однос на загадувањето, и доколку сите ние не дадеме свој личен допринос за надминување на овој колективен проблем, секако дека мерките што ги преземаат и државата и општината нема да бидат доволни во надминување на истиот. Значи, подигање на свеста кај луѓето и кај граѓаните за зачувување на животната средина во која што живеат и работат, треба да биде подигната на едно многу повисоко ниво, за да се свати значењето на она што значи животна средина, здрава животна средина, здрав и чист воздух за дишење. Придобивка не само за нас, туку и за сите едни генерации кои што допрва треба да живеат на ова подрачје. Ваш став во однос на положбата на жената во политиката, вклучени ли се доволно жените? Па во однос на ова прашање можам да изразам задоволство и да кажам дека сметам дека жените се доволно вклучени во политиката. Вклучувањето на жената во политиката е појава која што бележи еден тренд на пораст, значи особено во годините од осамостојувањето па до ден денеска. Тоа значи вклучување на жената во политиката се покажа како одличен потек кој што донесе многу резултати и многу успех, затоа што ние жените покажавме и докажавме дека сме во состојба и сме моќни, силни, за да можеме паралелно да работиме, да функционираме, и тоа доста успешно на повеќе полиња истовремено. Значи и во домот и семејството, и професионалните обврски, и нормално збиднувањата на политичката сцена. Присуството на жената да биде запазено и многу наградено. И секако во оваа прилика, значи ќе го искористам ставот на премиерот, искажам пред известно време, дека ќе се залага во иднина за што поголема вклученост на жената во политиката, и искрено се надевам дека ќе опстои на даденото ветување. Активен е и форумот на жени на НСДП Куманово. Изминатиот период имавте и неколку акции. Така. Да, значи од самото формирање на општинската организација на 17 февруари 2006 година, кога беше формирана општинската организација во Куманово, паралелно значи со тоа беа формирани и активот на жените и активот на младите. Доста активни во своето работење, не само во периодот на изборните процеси, значи, туку и надвор од она што значи изборен процес, преку превземање на разни активности, учество на разни манифестации, значи независно од тоа дали истите се организирани од наша страна, односно дали ги организира нашиот актив, секако дека каде и да сме биле поканети, сме зеле свое учество, свој допринос на манифестацијата, дали е тоа организирано од некоја друга политичка партија или пак од некоја друга организација, невладина организација, секогаш сме биле активни учесници, хуманитарните настани, трибините од најразличен тип и карактер. Секогаш сме биле застапени и се надевам дека и во иднина така и ќе остане. Каква е состојбата во општинската организација? Обединети ли сте? Се уште не е започната изборната кампања, но започнавте ли со активност? Така. Со огромно задоволство можам да кажам дека општинската организација на Нова социјалдемократска партија од Куманово со право го носи епитетот уште од самото формирање па до денеска на една компактна, сложна организација, која што достојно и секогаш со успех ги извршувала своите обврски и задачите кои што и биле доверени. Значи, како показател за тоа, односно доказ се самите изборни резултати во кои што сме учествувале, значи на изборните процеси.
Компактни сме, сложни сме, да, секако. Формиран е Централниот изборен штаб на ниво на Нова социјалдемократска партија, што значи дека во најскоро време очекуваме да преминеме и ние во штабско работење, што значи формирање на општински изборен штаб со сите оние органи кои што се потребни за нормално функционирање на општинскиот штаб и да започнеме со оние активности изборни, значи кои што ќе бидат предвидени во тој период. Задоволни ли сте од членството? Да, секако, со големо задоволство можам да кажам дека сум задоволна од членството, од неговата бројност, од комплексноста негова, од составот и она што особено ме радува и на што особено сум горда е појавата на нови членови во нашата општинска организација, пред се на млади, способни, образовани лица, луѓе кои што во Нова социјалдемократска партија препознале можност и област да со своето работење и активност, преземање и учество во активностите кои што ќе бидат изреализирани, да дадат свој допринос со цел за успешно и спроведување и на самата изборна програма и понатаму за развивање на општинската организација. И за крај, постои ли можност некој од НСДП Куманово да се најде на пратеничка листа, дали има такви амбиции? Така. Па знаете како искрено верувам дека тоа ќе се случи, навистина би сакала такво нешто да се случи на наредните избори, затоа што ќе повторам, значи општинската организација на Куманово тврдам дека тоа го заслужува. Затоа говорат резултатите постигнати на сите изборни процеси во изминатиот период, затоа што општинската организација секогаш имала кадар и има кадар достоен за извршување на било каква функција кој што со својот углед, авторитет во област, во средината во која што работи и во која што делува, се извршувани, значи на највисоко професионално и највисоко етичко ниво. Искрено се надевам дека таква чест ќе ни биде укажана и особено задоволство ќе ми биде ако тоа биде и жена. Ви благодарам на одвоеното време, се надевам дека одговоривме на дел од прашања кои што ги интересираат кумановци. Така, ви благодарам и на вас на поканата и се надевам дека ќе имаме прилика нели да се видиме повторно во некоја наредна прилика. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.